Почитувани новинари, почитувани граѓани на општина Бутел. Поминаа цели 2 години од мандатот на градоначалникот Велимир Смилевски. 2 најлоши години за општина Бутел. 2 години безидејност и тотална нефункционалност на општината. Во рака ја држам програмата на Смилевски и СДСМ, која што убедливо ја ветуваа на бутелчани давајки збор дека целосно ќе ја исполнат. Со голема одговорност тврдам дека оваа програма или овие предизборни ветувања се најголемата лага во историјата на општина Бутел. Почитувани, ќе ги набројам крупните проекти кои беа ветени, а нема ниту желба, ниту абер, ниту способност да се реализираат. Гасификација на територија на цел општина Бутел. Поликлиника во општина Бутел. Парно грејење низ целата општина Бутел. Нова градинка во Расадник со рок во 2018 година, а сега сме крај на 2019 година. Истата е ситуацијата и со градинката за Љубанци. Уредување на коритото на реката Серава. Патем речено, во моментов, коритото на реката Серава е најлошо во историјата на општина Бутел. Спортски центар во Бутел. Исто така со рок во 2018 година. Противпожарен пункт во Расадник. Зелени пазари, плоштад во Бутел 1, водовод во Љубанци и Љуботен. И многу други помали, но значајни проекти за граѓаните се само празно слово на хартија стокмено во предизборната програма на СДС и Смилевски, кои немаат ниту намера, барем еден дел да ги реализираат. Измината половина мандат, 95% од проектите на оваа програма се немаат ниту започнато, а камоли да разговараме за нивна реализација. Лага до лага. Иако изминативе 2 години, општина Бутел вработи нови 150 лица, секако несоодветно одбрани. Општината никогаш не била во полоша состојба од оваа која што е сега. Најголемите проекти се косење на трева и фарбање на училишни огради. Почитувани, како ВМРО ДПМН, апелираме конечно градоначалникот Смилевски и општина Бутел да се зафати за работа, заради тоа што страдаат граѓаните. Меѓутоа, кога здраворазумски ќе размислиме, гледаме дека е поминат пола мандат на градоначалникот Смилевски, а нема сработено ништо од ветеното. Тоа значи дека нема да сработи ништо и до крајот на мандатот. И затоа, граѓаните на општина Бутел чекаат час поскоро Смилевски и оваа локална самоуправа да ги испратат во темните страни на историјата како најлоша локална самоуправа во историјата на општина Бутел. Ви благодарам.